Добар ден, драги ученици, јас сум Билјана Јовановска, наставник во Основното училиште Свети Климент Охридски од Скопје. Денешната наставна содржина ни е Србија како дел од Балканскиот полуостров. Да видиме кои се целите на часот. Ученикот да ги запознае државите на Балканскиот полуостров, да ја идентификува Република Србија на географска карта, незината положба на Балканскиот полуостров, главниот град и поголемите градови. Да ги запознае природно-географските карактеристики на Република Србија, да ги запознае социјогеографските и ступанските карактеристики на Република Србија. За реализација на оваа наставна содржина потребно ни е пенкало, тетрадка и географски атлас. Да ги одговориме најпрво следните прашања. На кој континент се наоѓа Република Србија? На колку региони е поделена Европа и кои се тие? Наброј ги државите во Јужна Европа и на кој полуостров се наоѓа Република Србија. Ја изучивме регионалната поделба на Европа, па според тоа мислам дека не ви беше воопшто тешко да одговорите на прашањата. Ајде уште еднаш да се потсетиме. Континентот Европа е поделен на неколку географски регии. Тоа се Северна Европа, Западна Европа, Средишна Европа, Источна Европа и Јужна Европа. Јужна Европа ја сочинуваат трите големи полуострови. Тоа се Пиренејскиот полуостров, Апенинскиот полуостров и Балканскиот полуостров. Да видиме кои држави се наоѓаат на Пиренејскиот полуостров. Тоа беа државите Португалија, Шпанија и Андора. На Апенинскиот полуостров се наоѓаше државата Италија и како посебни држави се извојуваа Ватикан и Сан Марино, и на Балканскиот полуостров имаме 10 држави. Тоа се Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Грција, Македонија, Бугарија и Србија. Значи на оваа карта повторно го имаме Балканскиот полуостров, значи како изгледа тој на една природна географска карта, и на оваа слика ги имаме државите кои припаѓаат на Балканскиот полуостров. Видовме дека и Србија припаѓа на Балканскиот полуостров и го зафаќа незиниот средишен, односно централен дел. Географска положба и граници. Рековме, Србија се наоѓа на Балканскиот полуостров и го зафаќа незиниот средишен дел. Да ги видиме сега границите на Србија. На север се граничи со Унгарија, на југ со Косово и Македонија, на исток со Романија и Бугарија и на запад со Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Нема излаз на море, но сепак таа има поволна географска положба. Низ незината територија поминуваат Моравската долина, која се надоврзува на југ на Вардарската, а на исток на Нишевско-Маречката долина. Низ овие долини поминуваат значајни меѓународни патишта. Исто така, и реката Дунав има големо значење за географската положба на Република Србија, бидејќи таа е полноводна и ја поврзува Република Србија со останатите подунавски земји во Европа. Сега да ги видиме природно-географските карактеристики. Природни географски карактеристики знаеме дека се релјефот, климата и хидрографијата. Климата во Република Србија во најголем дел е умерено континентална, која се карактеризира со студени зими, а топли лета, а додека на високите планини е застапена планинската клима, која се карактеризира со студени зими, а кратки лета. Во однос на хидрографијата знаеме дека имаме реки и езера, а во однос на релјефот можеме да видиме дека Република Србија е поделена на два дела. На север од реката Сава и Дунав се наоѓа низинскиот дел, составен од Панонската низина, а додека јужно од реките Сава и Дунав се наоѓа планинско-котлинската регија. На оваа фотографија имаме Панонската низина, која е воедно и најголема низина и најголема житница во Србија,
поделена е на 3 области: Бачка, Банат и Срем. Рековме јужно од Сава и Дунав ги имаме планините, планинската котлинска регија, која е представена со на запад млади верижни планини, кои се дел од Динарскиот предел, на исток исто така млади верижни планини, кои се дел од Карпатско-Балканскиот предел, и во средишниот дел се наоѓаат стари грамадни планини, кои се дел од Родопскиот предел. Ајде да ги видиме уште еднаш кои планини се наоѓаат во кој планински предел. Значи, рековме, на запад имаме млади верижни планини и на исток млади верижни планини, а во средишниот дел имаме стари грамадни планини. На запад се младите верижни планини од Динарската област, тоа се Коретник, Тара и Слатибор, а додека на исток се младите верижни планини од Карпатско-Балканскиот предел, тоа се Мироч, Делијован и Стара планина. Овие планини изобилуваат со пасишта, шуми и руда. Во средишниот дел рековме дека се наоѓаат Родопските планини, тоа се Чемерно, Копаоник, Јастребац, Радан и Бесна Кубила. Овдека ги среќаваме и котлините, Нишката и Лесковачката котлина. Хидрографија. Можеме да видиме дека најголем дел од реките припаѓаат на Црноморското сливно подречје и водите во Црното море ги носи токму реката Дунав. Дунав е најдолга река на територија на Србија и таа ги прима притоките Сава, Тиса, Морава и Тимок. Овдека имаме и голем број на вештачки езера, од кои најпознати се Ласинското езеро и Гердапското езеро, кои служат за добивање на електрична енергија, а од природните ќе го спомнеме Палечкото езеро. На оваа фотографија ни е представена реката Дунав, која извира од планината Шварцвалд во Германија, тече низ повеќе европски држави и градови и се влива во Црното море. Поминува низ главниот град Белград во Република Србија и во Република Србија ги прима притоките Тиса, Сава, Велика Морава и Тимок. На следната фотографија имаме повторно реката Дунав. Незината должина изнесува 2850 км, од кои на територијата на Србија се 588 км. Таа е втора река по големина во Европа, веднаш зад Волга, и незината вода на територијата на Србија се користи како речен сообраќај, се користи за наводнување и за добивање на електрична енергија. Градови низ кои поминува се Белград и Нови Сад. Значи, на овие фотографии можеме да видиме вливот на Сава во Дунав кај Белград. Овдека ја имаме Дунав во градот Нови Сад и овдека Дунав во Белград. На оваа фотографија ни е представена Гердапската клисура, Република Србија, главен град Белград. Незината површина рековме дека изнесува 77.474 км квадратни. Бројот на жители изнесува 7.200.000 жители. Според своето уредување република и службен јазик е српскиот. Во однос на населението можеме да кажеме дека живеат срби, а во помал број може да се сретнат унгарци, романци, црногорци, бугари, хрвати, руси, македонци и друго. На оваа фотографија ни е представена знамето на Република Србија, а на оваа фотографија главниот град Белград. Значи, рековме дека Белград е главен град и најголем град на Србија. Градот се наоѓа на устието на реката Сава и Дунав, во централна северна Србија, на местото каде што Панонската низина се сретнува со Балканскиот полуостров. Населението во Белград брои над 1,2 милиони жители, додека во рамки на неговите административни граници живеат над 1,6 милиони жители. На оваа фотографија имаме делови од градот Белград,
Значи на првата фотографија имаме една панорамска слика на градот Белград. Оваа фотографија ни е представен парламентот во Белград. Овдека имаме зградата Нови двор. На оваа фотографија ни е представена ТВ кулата на Авала. На оваа фотографија имаме кулата Гардош, палатата на Српската академија на науки и уметност. Овдека го имаме светиот храм Свети Сава, Белградската тврдина на Калемегдан и споменикот на непознатиот јунак. Поголеми градови во Србија. Видиме кои се поголеми градови во Србија. Рековме дека најголем и главен град е Белград. Потоа поголеми градови се Суботица, Нови Сад, Панчево, Ужице, Нови Пазар, Бор, Ниш и други. Индустријски грањки кои се застапени се земјоделство, индустрија и туризам. Земјоделството е застапено во Панонската низина, која представува најголема житница во Србија, потоа Поморавијето и Шумадија. Овдека се одгледуваат житни и индустријски култури. Од житните култури најзастапени се пченицата и пченката, а од индустријските сончогледот, конопот, шеќерната рипка и други. Од индустријата најзастапена е прехранбената, потоа машинската, автомобилската, петрохемиската и текстилната индустрија. Туризмот исто така е доста застапен, и тоа застапени се планинскиот и банјскиот туризам. Годишно Србија посетуваат над 1,2 милиони туристи. На следнава фотографија имаме еден графикон на застапеноста на стопанските дејности во Србија, а можеме да видиме дека земјоделството е најзастапено со 58%, потоа туризмот и индустријата со 17%. Планинскиот туризам е застапен најмногу на планините Копаоник и Златобор. Овдека имаме фотографија од планината Копаоник во летниот период и во зимскиот период. И овдека имаме фотографија од планината Златибор во летниот и во зимскиот период. Банјски туризам. Банјскиот туризам, според картава која гледаме овдека, можеме да видиме дека на вистина е многу развиен, имаме доста бањи, а од нив најпознати се Нишката бања, Врњачка бања, Врањска бања и Соко бања. И ќе го истакнеме посебно Власинското езеро, кој е едно на јубавите вештачки акумулации во Србија, се наоѓа на 1280 метри надморска височина, опколено со цветни ливади, борова и брезова шума. Во водите на ова езеро се наоѓа ретка природна појава на светско ниво, тоа се острови што пливаат. Еве на оваа фотографија можеме да видиме еден таков остров. Тие се тресести острови од земја и распаднати растенија, врз кои изникнале дрвја. За време на ветар, островите ја менуваат положбата, со закон се заштитени како споменик на природата. Посетено е од голем број на туристи. И на крај, домашна задача, зошто Србија има поволна географска положба, иако нема излез на море, со кои држави се граничи Србија, набрги релјефните целини во Србија, кои поголеми притоки ги прима реката Дунав во Србија, и последно прашање, кои стопански грањки се застапени во Србија. Ви благодарам на вниманието.